Затворени врати за транзит низ Македонија и десетици илјади бегалци заглавени на македонско-грчката граница. Месеци живот во субстандардни услови, на дожд и студ под ведро небо. Ова е најверојатно сликата која што ќе остане во колективната меморија на Европа и светот, по која што ќе се памети 2016 година. No. Turkey, no Turkey. Here in Greece. Greece people very nice. Greece police very nice. But here, every hour we die slowly. Maybe I come back. Maybe to help as I can. But my daughters, anyone, when the case arrived to his family, his own family, my daughters, I will take care of them. We're just waiting the death by cold or by anything, by sick, because all of us sick now. My little brother, just 1 year, he is sick all the time. My wife too, my mother too, just even me and my father. The adults are sick. I don't know, I can't believe what the EU countries do with us. Why they do with us here like that? We are escaping from the war in Syria, from the death, to find this another kind of death here. Why they are doing this with us? Why? Oh, we 40 days here. We 40 days here. Romania, we're waiting for the borders not open for You now. have problem here. And all people have a problem because the borders you need to open. Нехумано решение за судбината на неброени луѓе кои што останаа во земјите на рутата низ Балканот, без опција да одат напред или да се вратат назад. Месеци беа потребни за ситуацијата барем привидно да се стави под контрола. Во меѓувреме луѓето тонеа во очај. In Domini 14 days. And In Greek 24 days. In Greek 24 days or 25 days. And what say you? You can't go. You can cross Macedonia border. I will tell you, no, I don't want. We cannot close to Macedonia borders. Just I will tell all the people here. I told them, don't go to Macedonia. Don't go to the Europe. Greece people is very nice people. The Greece people there is very nice people. Really. Stay in Greece. I told them. Up and they don't have any money to buy food. And the food line here is a free food line in there. It's like 1,000 people in the line standing there, and it's actually and we actually say some people slept in under the rain yesterday and before yesterday. They're not enough tent for all of the people here, and they are increasing every day. They only make 50 people to pass every day, and every day 500 people come here, and they are increasing every day. Би почнал од самото ангажирање на армијата на Република Македонија, кој, како што знаете самите, се ангажира од почетокот на прогласувањето на ворената состојба на овој дел од јужната граница и од тогаш, кој беше некаде при крајот на август, до денеска постојано е ангажирана армијата на Република Македонија со своји луѓе и технички средства. Нашата улога тука веќе е добро позната на целокупната јавност на Република Македонија. Ние сме во улога на испомош на граничната полиција и таа улога ја извршуваме најодговорно во однос на оние задачи кои се потребни за обезбедување на овој дел од државната граница, меѓутоа и оние други делови каде што ние сме распоредени. Европа се уште не знае како да се справи со непланираниот бегалски бран. Нелегалните премини и криумчарењето на мигранти не престануваат, но и нема одговор до кога луѓето ќе останат во привремените транзитни центри во државата, кои што се претворија во бегалски кампови. Постојано пристигаат нови бегалци во Идомени. Бројката дневно се проценува на околу 200 луѓе. Во меѓувреме сите бараат и нови простори за кампување. Неколку стотици шатори се покринати последниве денови на самите пруги. Се наоѓаме во Идомени. Веднаш позади мене е граничниот камен 59. Зад оградата има силно полициско и воено обезбедување кое што ја чува границата. Протокот на мигранти е ограничен, иако македонските власти тврдат дека границата е само делумно
затворена. Сепак, на прсти може да се избројат луѓето кои што изминативе денови ја помина границата. Овде во Идомени пак, близу кампот е вистински хаос. Стотина луѓе од Винојук се привикнуваат на воредните услови за живот. Семејствата се сместени во монтажни бараки. За децата е организирано образование прилагодено на возраста и потребите во кампот. Бев информиран од надлежниот офицер за сето она што е преземено во заедничката мисија заедно со полицијата и дека во изминатиот период се спречени многу илегални премини на оние лица кои не може да влезат во, односно бегалците и илегалните мигранти кои настојуваат да ја поминат илегално границата, за која цел беше поставена и оградата. Добро е што веќе е формиран заеднички оперативен штаб во Гевгелија, каде сите субјекти вклучени во справувањето со мигрантската криза ќе може да ги разменуваат сознанијата, податоците и да се информираат меѓусебно за сето она што се случува долж јужната граница на Република Македонија. I think it is a very good system that we have in place to assist people who are on the move under these extremely difficult circumstances, and also very grateful to the Macedonian authorities for what they are trying to do under these difficult circumstances again. And one should not forget that in the course of the last year there were over 700,000 people that managed to go through Macedonia, and I think that's a major achievement for the country and for the people of Macedonia. We also know that there's a lot of very positive solidarity from the people here, and that's very, very important. Со смената на законот на некој начин беше организиран протокот и колку толку со помош на здруженијата и на државните институции им се даваше асистенција да им се олесни нивното патување. За жал, со затворање на балканската рута, на сцена настапија пак криумчарите, така да се уште има секојдневно илегални преминувања и случаи на малтретирање на бегалците од страна на криумчарите. До крајот на минатата година, ниту надлежните, ниту бегалците имаа одговори што ќе се случува во 2017. Јасно е дека кризата не е завршена, но на прашањето дали и кога повторно ќе ескалира, следува голем и длабок молк.